Секој ќе си го добие. Затоа треба само сам. Ова правило постои и во хадис на пегамберот алейхи. Ихфадилlah яхфазук. Чувај го Аллах, Аллах тебе ќе чува. Чувај го Аллах, Аллах тебе ќе чува. Што значи чувај го Аллах, Аллах тебе ќе чува? Чувај ги Аллаховите граници. Чувај Аллаховата вера. Ама Аллах ќе чува. Еден богаташ, ова се кажа како пример, еден богаташ многу делен, а богатството уште повеќе му се зголемува. Многу делен, а богатството му се зголемува. Еден шкрт, исто така богат, меѓутоа шкрт. Но вели еден ден, како рече ти толку многу делиш, а толку многу ти се зголемува твоето богатство? Рече, јас делам на Аллах пат. Ја колку давам за Аллах, толку ми дава. Значи треба да делам. Рече, јас сега ќе почнам да делам. И човекот почне да дели, овој други богаташ, слушај, скажи. Почне да дели, колку дели неговото богатство, уште повеќе му се намалува. А овој други му се зголеми. И еден ден дојде кај него, рече, јас толку поделив, мене ми се намали. А кај тебе обратно, ти делиш и се зголеми. Ма рече, ти не си го запамтил вториот дел. Ти првиот дел си го запамтил, ама вториот дел не си го запамтил. Кој е тој втор дел? Значи, јас ти реков, јас делам за Аллах, значи на Аллах, за Аллах, а да ми го зголеми. А пак ти не делиш за Аллах, ти делиш за да ти се зголеми. Аллах не ти го зголеми. Значи, ти делиш, меѓутоа не делиш за Аллах. Туку зашто делиш ти? За да ти се зголеми твоето богатство. Кога делиш за да се зголеми, тога Аллах не зголеми. А ако делиш за Аллах, тогаш ќе се зголеми. Исто, еден можен, кој не е студент, учил на факултет, на Аска. А тој му обича учен, без некоја посебна школа. И тој му вели синот, бабе века ти, кога држиш денс, луѓето толку те слуша помно, дури кај некој гледам и слоци на очи. Јас века имам школа завршено, држам денс, слабо ме слуша. Зошто јас се трудам да ги натерам, да заплачам, да ме слушам, ама не. А ти рече, како го правиш ова? Рече, јас си го држам денс заради Аллах, па Аллах го прави да ме слуша, да ја плачам. А ти држиш денс за да покажеш колку си учил. И тогаш Аллах не ги прави луѓето да те слушаат. Значи, мора да биде заради Аллах. Ако е мало дело, ако е ситно дело, ако е заради Аллах, Аллах ќе го благослови. Ние кажаме, пегамберот саллаллаху алейхи ва селем рече ради Аллаху анху, рече ради Аллаху. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. Да ти бидеш себе, да бидеш ти причина, мотив, стимулс, да некој се упати во вера. Еден, речем млад, еден човек, хајро леке, по-добро ти е тебе од да го имаш целиот дујалук, односно најдобрите црвени камили, кои биле тогаш во Арабија најголемо богатство. Затоа целта на муа, целта на денс, целта на дружење, целта барам малку човекот да се запознае со своја вера, да ја засека своја вера, да научи нешто.